Почитувани, 3,5 години Битола нема градоначалник. Градот и граѓаните се оставени сами на себе. Пред 3,5 години се ветуваше чист воздух и 100 проекти. Живот за сите. А на крајот испадна само живот за СДСМ. Наташа Петровска и незината неспособност се одлика на целата мизерија на СДСМ. Истата таа градоначалничка во заминување, мандатот го потроши во уништување на Битола. Ова го потврди и незиниот шеф, кој не ја стави на листата на градоначалници кои заслужуваат да добијат втор мандат. Никој жив не знае каде се потрошија 4 општински буџети или над 120 милиони евра, а можеше да ги реализира и претходно обезбедените 100 милиони евра за капиталните проекти – гасификација, топлификација и пречистителна станица. Овие пари на граѓаните, доколку умеја и знаеја да ги реализираат, значително ќе го подобреа животот за кој толку гласно викаа дека ќе го донесат во Битола. Но јасно е, со лага-ага не бидува. Шетате по Широксокак, направен од ВМРО ДПМН. Градскиот парк, направен од ВМРО ДПМН. По градските улици правени и санирани од ВМРО ДПМН. Се фалите со индустријска зона, иницирана и реализирана од кој? Од ВМРО ДПМН. Во се ова имате и едно добро дело. Му докажавте на овој намачен народ дека освен за лицемерие, пустење, криминал, лаги и по некоја гимнастичка акробација, за ништо друго не ве бива. На сите ни докажавте кои ви се квалитетите и за кого треба да го дадат глас од битолчани наскоро. Без разлика колку мовчиња во меѓувреме ќе санирате. Во вашата програма пак има безброј лажни ветувања, за кои нема ниту време на овој прес да бидат наброени. Наивно е да се очекува од партија која обвинета од народот за велепредавство дека ќе се грижи за локалниот развој на една општина. Граѓаните на Битола веќе знаат дека СДСМ ќе изгуби на следните локални избори, бидејќи секогаш кога вие сте на власт, тоа е елементарна непогода за Битола.